И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Денес сме 16 октомври, утрото беше малку свежо, 5 степени негде, сега може да е 9. А денес одиме конечно кон Кападокија. Значи од Ескелешехир тргам кон Политари, па Хајаман нешто се викаше, и оттаму во градот Аванос пристигам, кој што е во дел од регионот Кападокија. Хотелот беше многу добар, ви кажав и вчера, значи вредеше за парите, 20 евро од вечер негде платив, скроз целосно вредеше за парите. Беше буквално дури луксузен, за тројца беше, имаше еден голем кревет, еден мал, додуша видовте. Во Кападокија јас ќе останам 2 ноќи, како што останав во Истанбул, бидејќи мислам дека има што да се види наистина. И утре со Вајле сакам да станам рано, да се надевам дека ќе има балони, ќе полетуваат, да ги видам нив. А во градот Ескелешехир иначе многу се користи трамвај. Овие црвените кои ќе трепкат, не знам што значат семафори, но ќе возам бидејќи другите возат. Возење денес имам околу 400 км негде, зависи, имаш опција 300 км, но сакам малце низ некој села да повозам по интересни патишта, да не види само право. Излегуваме, веќе излезени сме од Ескелешехир, град со, може би ви кажав, со 700.000 жители, значи град, не нова наследното, град поголем од Скопје, беше убаво, имаше во центарот како река и едни кајчина како Венеција, да речам, мали, и беше таму убаво, доста интересно, луѓе полни имаше излезени. Треба да турам јас бензин тука негде, веќе ми свети за бензин, само да најдам бензинска, но нема ништо многу бензински. Барем јас не забележав многу. Сме во градчето Севри Хисар и конечно наму лево ја гледам бензинска каде што ќе можам да турам бензин, бидејќи не само што ми свети, туку и веќе ми трепка, ова е 30 км подоцна. Бензинската каде што ќе турам. Само да завртам тука негде по-окружно, например овото. Можеше жмигавец да пушти. Hello, English? No. Okay. How much? 600. 600. Check. No. Ha 600. 600. Thank you. $13,22 литри. Литар е 70 денари. Направив јас една пауза тука
мечастија чај, значи насмејани луѓето, гостопримството му е 10 тука во споредба со Истанбул. Значи алал да му и чајот беше многу убав. Ме праша и од кај сум, му кажав, алал да му е навистина. А јас сега продолжувам, локалното време е 10:50. Продолжувам кон Авасон, градот каде што ќе преноќувам, односно кон регионот Кападокија. Поминувам низ градот Полатли и сега ќе се исклучам тука од градот кон некои села, а иначе на претходните семафори еден ќе речи на продаваче и порез се направи многу, ама со мотор сум кад сега носам, а и пауза сега брзо направив, така да не зедов, не застана. Ајде. Јас тука одам лево, а езерото кое што го гледате сега прочитав на една табела пишуваше дека јас грешав овде. Дека всушност езерото е езеро со солена вода. Иначе цело време овде постојано возам на висока надморска висина 1200-1300 метри, може би на места и повеќе, и во далечина гледате нема ништо повисоко од тоа што во моментот го гледате. Исто така многу овде има полиња, многу ниви, многу жито. Сега нормално изорани се полињата, но се гледа дека земјоделието е овде, но се гледа дека обработлива површина е ова сето, или не било, но тие го направиле да биде. Влегуваме во селото Ачи Коју, асфалтот гледате дека не е тука баш во некоја завидна состојба, но нема дупки, барем тоа е добро.
повторно тук има лажен полицаец, а пред нас имаме поглед на едно друго езеро. Не е тоа истото солено езеро, може и ова да е солено, не знам, барем немам се уште знак сретнато, тоа се наоѓа паралелно на тоа соленото што ви реков. Тука треба да завртам лево. Патот ми делува нов. Ајде да видиме. Да. Нов асфалт, меѓутоа не е баш срамен и гледайте овде сето како прикрпено. Како со велјушкар да не е поминато. Лизгав чакал како земја, дали со земја помешан, не знам овде. И ја среќаваме машината што ги прави овие. Не знам дали можам да поминам. Веројатно смеам. Можам. Јас направив тука една пауза со поглед на езерцето. Временцето е убаво, ни жешко, ни ладно, идеално. Нити се потам, меѓутоа ниту ме студи исто така. Еве го и мојот мотор со мојот скромен багаж. А сега да одам кон Аванос, имам негде сат и пол, може би 2 сати возење. А локалното време е само секунда. 2,5 сатот е локално време. Ми треба мене бензин да турам, одма овде има бензинска десно. Ќе застанам таму, пак ќе турам за 6 лири. И ако му речам фу, не знам дали ќе собери за повеќе, може ќе треба со железни да му давам да ми враќа. Има вработен или? Се забарен, ме види. Страво. Бензин.
13 литри и 20, дойде за 600 лири. Горе-долу толкова 70 денари килото бензин. Тоест литарот. Имам уште 95 километри до Аванос. Си реков ќе ме запира. Преге радар имаше погоре, во комбе му се радарите овде кој ќе седат, освен овие што ги има на улица. И не знам 110 колку возев. И се си реков не запират сите, пошто и тој другиот пред мене брзо возеше, пред тоа ме помина. Ама ете тој ми верил да поминам. Поминавме без гајли. И, драги мои, пред мене ја гледаме Кападокија. Јас треба негде таму мислам дека да одам. Гледам таму голем град и поваму тој може да е Кајсери во позадина, но не знам, еден треба да е Нефсешехир. Останува да видиме. Колко е само рамно, на 1300-400 метри надморска висина, може би повеќе, а сепак се е рамно. А тука има и некакво езерце или река поголема некоја. Време е тука да направам завртување лево за во Аванос. На само 2-3 километри сум од градот Аванос, од левата страна се гледа. Утре ќе останам и кажав цел ден Кападокија, во овај район ќе се врткам, многу нема утре да возам. И се надевам со бајлета дека ќе ги видам балоните кај што полетуваат. Пишуваш на интернет дека секој ден полетуваат доколку дозволува времето. Од левата страна го гледате градот Аванос, каде што ќе престојувам. Јас да го најдам смештајот, тука лево треба да биде. Ајде побрзо човек. Сега некаде овде десно или лево, не знам. Потери, мислам дека на лево. Во таа портата мислам дека големата. Тука си викам десно дека треба да прашам на југо. Ова е местото. Да го паркирам и мотора напред.
Sorry? Makedonya. Manastir. Teşekkür ederim. Welcome brother. Thank you. Bura So var, that bir de is bura better? var. Hangisini istersen gel. İki There tane are var. two rooms. Which one you like you can stay. It doesn't matter. This one is okay. Okay. Vă interesa în stil salata? Evo и копатилот. Се сместив јас, мајка и син го одат местото. Луѓето се префини, значи да ви мерах муабет да направите насмеани, се ме пречекаа. А сега јас одам да попешачам малце. Тука одма, значи на 300 метри, 400 може има место од каде што полетуваат балоните. Утре ќе има балони, ќе полетуваат. Се задишав. Ми кажа човекот. Така да ќе видам, ќе ги сменам по ќе место со моторот ќе излезам. Со бајле кај 5,5 часот негде полетувале. А сега да одам да прошетам и да јадам. Јадев ќофтина, пиев кока-кола и помфрит. Ме фати 270 лири, тоа ви се 400 денари. Одзе ми даде уште некој денар. Потоа пиев турско кафе покрај ќоф, многу убаво таму има како реките на средина, видов ти сами. Едно мовче осветлено и тивко, немаше многу луѓе. И сега одам на смештајот, утре да станам за балоните. Иначе смештајот го плаќам 2 ноќи 50 евра негде. А тука негде можем и да го одјавам ова видео, доколку ви се допадна притиснете лайк и доколку веќе немате притиснете subscribe со цел да бидете известени кога ќе излези моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.